Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за ново изградениот ПЕТ центар, односно која е неговата функција и какви се диагнози може да се постават во ова ново формирана јавна здравствена установа во Република Македонија. Токму на оваа тема, мој соговорник во студиото е професор доктор Емилија Јаневик Ивановска, директор на Универзитетскиот институт ПЕТ центар Скопје. Професор Јаневик Ивановска, добро утро и добре дојдовте во Здравје. Добро утро и добро утро за сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Благодарам на вашата покана, така да се што треба и се што е во основа интересно за ова нова институција која што е на прагот на почнување со својата работа, активност, ќе поразговараме се што така, ќе се надевам дека и во некој од наредните изданија на Здравје ќе имаме нови моменти, нови детали, но сега сте тука за да го објасниме функционирањето на ПЕТ центарот, кој практично и официјално се уште не е почнат да работи со пациенти. Треба да поминат некои стандарди и процедури од околу 9 месеци, меѓутоа означен е крајот на завршување на градежните работи. Тоа се случи во понеделникот и официјално. Од каде идејата, како почна идејата за создавање на ПЕТ центар и малку подоцна да ни објасните што всушност значи ПЕТ центар? Па вака, ние во понеделникот и официјално завршивме со, на некој начин, се она што е врзано со градба и делумно со инсталација на опремата во јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија на Република Македонија. Значи, тоа е целиот наслов на нашата нова институција. Овој центар, меѓутоа се уште сите го знаеме како ПЕТ центар, бидејќи на тој начин сушност и при формирањето, односно почнување со идеја за етаблирање на една ваква комплексна институција во нашата држава и можам слободно да кажам и во поширокиот регион, сушност остана како препознатливост во на секојдневна комуникација. Што значи ПЕТ центар? Односно, и зашто служи? Генерално, кога луѓето на почетокот, сака малку така да разјаснам, кога зборуваме за ПЕТ, сите луѓе генерално помислуваат на делот што се однесува исклучиво само на клиничкиот сегмент, односно за таа молекуларна визуализација на метаболно структурни промени кои што се јавуваат при различни заболувања. Пред се првата препознатливост е кај сите оние малигни заболувања, за диагноза, за следење на терапија, планирање, можеби понатака малку повеќе ќе кажам за тоа. Меѓутоа и генерално сите мислат, кога ќе кажат на ПЕТ, мислат сушност на ПЕТ КТ, делот на визуализација, и сите мислат дека е само тоа сегмент на клиничката апликација. Во нашиот случај е тоа малку покомплексна институција која што во своите рамки го содржи сегментот и на производство на радиоактивни изотопи. Тоа е поразличен од и прв во поширокиот регион. Комплексна институција која што за прв пат и во државата вклучува едно фармацевтско производство, значи имаме една фабрика, имаме циклотрон и имаме клиника. Значи 3 големи сегменти, односно 2 големи сегменти, и на тој начин имаме се она што на пациентите ќе им биде достапно, дури некои работи, односно некои радиофармацевтски препарати, изотопи кои што имаат време на полураспаѓање и по 10 на минути, ќе можат истовремено тука и да се користат. Во тоа е комплексноста. И тоа беше и главната идеја кога пред многу години, да кажам некаде 2005 година, почна на една конференција, како што реков и во понеделникот, на меѓународна конференција во Меѓународната агенција за атомска енергија во Виена, имаше една дискусија, бидејќи Балканскиот регион генерално беше една сива зона во која што овој тип на достапност на пациентите
кон На ваква нешто што е здравствена услуга, современо, така. кај нешто што нашите пациенти помалку или повеќе се движеа не многу координирано низ европските земји за да дојдат до ваков тип на здравствена услуга, всушност беше кажано дека е тоа нешто што би било добро и да Македонија и по својата положба, по својата важност, по начинот на кој што соработувавме со Агенцијата за атомска енергија, да не заборавиме, ние имаме активности од 95-та година, посебно во сегментот на нуклеарна медицина и во радиофармација, така да беше нешто но што сепак во тие се некако стручно тело, коцките се склопија и рекоа дека сепак Македонија е едно најповолно место каде што можеби тоа може На да средина почне како идеја. на регионот. Па не, знаете како и довербата во реализација и успешност на претходни проекти е добра подготовка на терен, значи вие мора да имате доверба во институциите на системот и во луѓето кои што таму се за да може да повлечете на таков проект. Так. И така почна таа идеја да имаме еден комплетен центар и од тука почна и дури името 5 центар, така да и денеска е. И еве сега сме на прагот кога се е готово. Веќе е од произведен и техничка. првиот радиоизотоп. Тоа е веќе историска. На крајот на минатата година, историски прв пат ваков. 11 декември 2015 година веројатно ќе влезе во некои историски записи понатака дека е тоа ден кога за прв пат во Република Македонија е произведен радиоактивен изотоп за медицински цели, односно произведени се 3 радиоактивни изотопи, произведен е азот 13, јаглерод 11 и флуор 18, во кој што исто време всушност ги тестиравме и максималните капацитети на циклотронот кој што е веќе инсталиран во институција. Така, кога ќе го слушнеме зборот радио, добиваме некој страф, некоја фобија. Колку овој центар и всушност делот каде што се наоѓа циклотронот е безбеден за самите вработени, но и за пациентите кои поминуваат, имајќи предвид дека луѓето прво претпоставуваат дека станува збор за радиозрачење кој може да биде опасно и во непосредна близина. Па не е опасно исто како вашето радио и ова не е опасно. Се шегувам, значи радиоактивните изотопи кои што се за медицински цели имаат своја специфика и свои карактеристики. Така да и во сите земји во светот, во Европа, посебно во земјите Франција, Италија, Германија, каде што бројот на циклотрони кои што се во медицинските центри е голем, например во една Италија имате 55 циклотрони, вклучително и островите, тоа е веќе знак дека тоа е нешто што постапката за градење, постапката за сите оние критериуми кои што треба да се исполнуваат е стандардизирана и се она што тука се направи кај нас е согласно светските стандарди и стандардите кои што Меѓународна агенција за атомска енергија ги предвидува во своите препораки. Нешто што со сигурност можам да го кажам, бидејќи знаете како, и јас ќе работам таму. Така да таму има млади луѓе кои што се веќе пратени на обука, кои што виделе како функционираат и на страна вакви центри. Никаков страф нема. Да не заборавиме, радиоактивните изотопи во Република Македонија се уште од 1952 година влезени. На друг начин и друг тип на изотопи. Што се однесува до институцијата, можам само да кажам дека ниту вработените, ниту пациентите, ниту околината во каде што се наоѓаат, мислам, нема никаква далеко од ризичност пред уште да биде изграден циклотронот кој што е од 2 метри широчина на високо компактен бетон, натрешна изолација дополнителна, програмата за радиациона заштита која што е правена пред самата институција да биде изградена е работена од високи стручни установи во Британија, што значи британските стандарди се на некој начин репер за квалитет, потврдени се од страна на експертите на Меѓународната атомска енергија, потврдени се од нашите регулаторни тела за време на првото пуштање на циклотрон. Дирекцијата за радиациона сигурност имавме дозвола и втори имаше инспектори од таму присатни, од Институтот за јавно здравје имаше присатни инспектори, мерењата се званично направени, целокупната документација постои, така да тоа е нешто што
и без било кој да помисли да постави вакво прашање е нешто што во старт се подразбира дека мора така да биде. Вие бевте присутни во понеделникот, видовте дека и од репортажите што ги имаше дека се работи за опрема која што има дебелина на оловна заштита согласно светските стандарди, и тука е нешто што генерално не би требало воопшто да се помисли дека било што може да се. Така, ви благодарам за овие информации, за ова разграничување дека нема потреба од никакво мислење дека е нешто штетно или опасно. Тука ќе направиме кратка пауза за реклама и ќе се вратиме повторно со разговор во студиото на тема новоизградениот ПЕТ центар во Република Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во студиото е професор доктор Емилија Јаневик Ивановска, директор на новоизградениот ПЕТ центар во Скопје. Со професор Јаневик Ивановска зборуваме токму за ПЕТ центарот. Споменавме дека Македонија минатата година на 11 декември се случи историскиот момент. Прв пат во Република Македонија е произведен радиоактивен изотоп. Разграничивме дека нема простор за паника околу безбедноста, дека сето тоа е направено според светски стандарди. Доктор професор Јаневик Ивановска, има ли Македонија доволно кадар, еве конкретно во ПЕТ центарот, кој ќе работи на оваа проблематика? Па како што реков пред малку, ова институција во себе содржи два големи здравствени сегменти и еден технички дел. Така да имаме прво делот за производство во кој што треба да има физичари, фармацевти и хемичари. Делот за клиничка апликација ни требаат лекари и истофизичари, специјалисти од областа на нуклеарна медицина, и во техничкиот сегмент имаме неколку инженери. Овој кадар делумно за почеток, кога зборуваме значи за делот. И колку луѓе ќе работат за почеток? Па за почеток планирано е некаде од 45 до 50 вработени да има ова институција со целокупната внатрешна инфраструктура која што треба да одговори на првите побарувања во здравствениот систем на Република Македонија, односно не само на нашиот центар, туку веројатно понатака и за сите оние кои што имаат интерес да ги користат производите кои што ќе одат од делот за производство. Имено сите оние кои што ќе почнат со работа и кои што се веќе вклучени во делот на валидација на просториите и условите во кои што ќе работиме, во делот на инсталација и валидација на опремата која што ќе се користи, која што веќе делумно е, да не кажам скоро повеќе од половина инсталирана, и веќе почнуваме со процесот исто на валидација, и после тоа ќе следи периодот на обука на луѓето. Кога зборувам за обука, зборувам на сите оние кои што се веќе тука биле на обука во странство, планирани се дополнителни обуки во странство. Значи работеле во ист или сличен ваков центар. Да, не, и биле на обука. Така. Кога зборувам сите они, значи од лекарите, од фармацевтите, од физичарите, биле веќе на обука на страна за ПЕТ, бидејќи во Република Македонија за сега има само една приватна институција која што во себе го има делот на клиничката апликација, значи има само ПЕТ ЦТ камера. Меѓутоа во овој дел сите други биле на обука дури во делот за производство. Меѓутоа знаете како, имаме наша опрема и според сите протоколи и барања, тие луѓе треба да бидат тренирани и од страна на производителот и од страна на сите оние експерти на домашната опрема која што треба нели они да ракуваат со незе. Е овој период од 9 месеци. Точно, да, значи, и за валоризација на опремата. Валидација, треба да се спреми комплетната документација,
вклучително со дозволите за дејност, вклучително со дозволите за производство од Агенцијата за лекови, вклучително од дозволата за работа со радиоактивни изотопи од Дирекцијата за радиациона сигурност, предвиден е одит, односно ревизија од страна на Меѓународна атомска енергија и после тоа нели нормално почнуваме со активности. Кадарот е на обука, обуките во овој период ќе следат. Имаме планирано дополнување веројатно во текот на ова година со уште неколкумина млади стручни лица кои што понатака ќе бидат обучени во оваа област. Професор Јаневик Ивановска, се надевам дека ова следно прашање најмногу би ги интересирало граѓаните, бидејќи беше споменато дека во овој ПЕТ центар може да се откријат многу тешки заболувања, да се даде прецизна дијагноза за малигни заболувања, дури можно е да се открие иако во човечкиот организам има и една малигна клетка. Дали секој ќе може да отиде и да побара од кај вас или од вашите колеги? Јас сакам да се снимам и да извршам еден преглед или дијагностика во центарот. Како ќе оди постапката на преглед? Не може секој доброволно да дојде да се слика, бидејќи не е ова, намината не е тоа. Меѓутоа, само да кажам на слушателите и на сите потенцијални пациенти во државата, прво зборувам за нив, дека ние сме веќе соработуваме со нашиот фонд за здравствена заштита. Министерството за здравство веќе има објавено водичи за добра клиничка пракса, во кои што водичи, кои што ги имаат правено стручњаци во државата согласно европските стандарди, во кои што водичи точно се предвидува за кои дијагнози, каде, како и во кој период во дијагностицирање, следење или лечење на терапија може да се применува овој тип на дијагностика. Тоа е прво. Согласно тие водичи направени се клиничките патеки во кои што точно се пишува кога, како и колку пати треба пациентот да се снима и тоа е предвидено дека сите оние дијагнози кои што се предвидени согласно водичите и клиничките патеки ќе бидат реализирани и покриени од страна на Фондот за здравствено осигурување за пациентите кои што се осигурени. Од друга страна, приватните нормално не можат по желба да доаѓаат, треба да бидат упатени од соодветни специјалисти, па то согласно водичите, значи тоа не значи ако е приватен пациент па да оди како сака и како за сака. пациенти од регионот. Од регионот, заради тоа што нема да произведуваме само радиофармацевтски препарати кои што може би на слушателите не им значи ништо ако кажеме FDG и флуор, меѓутоа на лекарите веројатно нешто им значи. Тоа е нешто кое што има на пример 100 минути време на полураспаѓање и тоа е нешто што може да се купи, да се продаде условно како препарат. Меѓутоа ние ќе имаме тука достапност на изотопи кои што имаат 10 и 20 минути време на полураспаѓање, кои што не може ни да се купи ни да се продаде. Така да за лична употреба ќе се користи така тоа. Овој центар кога зборуваме регионален, ќе биде регионален не само по можноста за дистрибуција во регионот, туку и по можноста за концентрирање на пациенти од регионот, а од друга страна ќе имаме веројатно, бидејќи институт, можност да сите колеги односно стручни лица од околината дојдат кај нас на едукација, соработка и така натаму. Так, значи разграничивме дека не може секој доброволно или да од специјалист да добие. Меѓутоа ќе биде достапно за се она што потребите на здравствениот систем. Соодветен специјалист треба да си го упати пациентот во одредена фаза од третманот или од дијагностиката на почетокот и така. Так, ви благодарам за овие корисни информации кои ги споделивте со слушателите на Радио Слободна Македонија, воедно и за гостувањето во денешното издание на Здравје. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека во блиска иднина повторно ќе разговараме на тема ПЕТ центар со нови и попрецизни информации корисни за слушателите. Благодарам. Почитувани, тука е и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме петок, 29 јануари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути, а во понеделниците во Здравје зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk.
Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.